Добар ден, криптоентузијасти, денеска имаме доста битен материјал. Да, има и некои интересни вести кои што мораме да ги спомнеме од геополитика на самиот почеток, затоа што се енормно битни и нешто што не можеме да го прескокнеме, затоа што уште еднаш ќе напоменам, знаете и сами, од сите наши истражувања до сега што сме утврдиле дека најголеми промени на пазарот доаѓаат кога имаме најголеми поместувања во геополитиката, а она за кое што ќе разговараме денеска е енормно битно на самиот почеток, а нормално потоа ќе продолжиме со економија и со некои интересни вести за биткоин, но пак ќе напоменам, денеска имаме урнебесно видео, полно со информации, се надевам дека ќе уживате како и секогаш, па да почнеме. Сега, прва и најбитна ствар за која што мора да разговараме, која што е енормно битна, не сакав да направам кратко видео, сакав сето тоа да го направам соодветно во секојдневно видео на нашиот канал, каде што ќе може соодветно да се запознаете со оваа состојба. Односно, и во целиот конфликт во Украина до сега, и во сите овие години после, да речем, ладната војна, како што ја нарекуваат, ова е прв пат каде што сме толку блиску до отворена трета светска војна и потенцијална нуклеарна војна. Зошто го велам тоа? Овие први две вести се крајно битни за да разберете колку блиску се наоѓаме до отворена војна помеѓу Русија и НАТО и Европа. Значи, мора да го разберете тоа. Ова не го правам затоа што сакам да ве уплашам, ова го правам затоа што секој треба да биде свесен и да знае кој што правел во моментите кога потенцијално сме имале почеток на трета светска војна. Значи, она што го знаете сите од прозападните медиуми, вклучувајќи ги нашите локални папагали, е дека Мала Британија и Мурика се обидуваат да најдат начин како на Украина да ја дадат да ги користи проектилите со долг домет во Русија. Се разбираме? Значи ова е многу битно, но целата приказна е многу поголема од овој наслов. Затоа што вас се обидуваат да ви представат дека тоа е само оружје кое што ќе го дозволат на Украина да го користи и дека нели, тоа е тоа. Користи Украина, ја напаѓа Русија, зошто кога Русија напаѓа Украина исто така. А сега ќе ви објаснам дека не е така, дека има многу поголема приказна позади сето ова, затоа што не сакаат да знаете целата приказна, затоа што не им одговара на овој западен гнасен наратив. Кога ќе ја дознаете оваа приказна во детали, ќе знаете зошто и кој бил крив за потенцијална војна и почеток на војна помеѓу НАТО, Европа и Русија. Значи, прва работа која што треба да заклучиме е дека ова се крајно софистицирани оружја. Ова не е Калашников, ова не е тенк. Значи, ова е нешто кое што потребни се години за некој да биде доволно обучен за да може да го користи. Повторно, овие оружја кои што се дадени на Украина, како Атакамс, како Storm Shadow или Taurus проектили, кои што имаат крајно долг домет, кога би биле користени од украинец во подарен авион, е една работа. Но кога би биле користени од украинска територија, за да се удри мета во руска територија, без разлика каде е, нека е на самата граница, не можат да бидат контролирани од Украина. Тоа не го прави Украина, тоа е една работа која што мораме да разбереме. Значи, овие оружја кои се дадени од оваа стокава западњачка се крајно софистицирани. Потребен им е сателитско водење им е потребно, се разбираме. Знаете колку Украина има сателити? Значи, Украина нема сателити. Украина не може да ги води овие проектили. Второ, самото подесување на овие проектили, за тоа каде треба да удрат и како треба да удрат и која траекторија да носат, повторно мора да биде направено од специјалисти од НАТО, не знам веќе како да ги наречам дружбата. Се разбираме? Што значи дека мора да бидат направени од стручни лица од персоналот на НАТО, па и да не е персонал на НАТО, секако ќе биде некој од овие Гейропа или Мурика екипа. И второ, мора да се користи сателит за водење на овие оружја, кои што пак не е поседуван од Украина, туку е поседуван од западната страна. Без разлика дали е тоа сателит на Франција, Германија, Мала Британија или пак на Мурика. Исто е. Значи, тоа е користење на персонал и ресурси на друга земја за да направите напад. Автоматски, вие веќе не сте тие кои што напаѓаат. Туку тоа се стручњаци од НАТО, тоа се стручњаци од Мала Британија, од Северна Афричка колонија, така наречена Франција, и од бивша квази наци држава, така наречена Германија. Наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства
украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Ево, значи вели, не може да ги убедувате вие луѓето во светот дека Украина може да направи ваков напад со волку софистицирано оружје. Не е возможно. Украина не поседува ресурси со кои што може да изведе ваков напад. Не е доволно само овој проектил да доаѓа од украинска територија. Многу е побитно кој го контролира овој проектил, кој го насочил, кој му ги дал координатите и целата оваа приказна води кон тоа дека Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Значи ова ќе значи дека ефективно се вклучиле во војната на страна на Украина, затоа што они се тие кои што ги користат овие проектили, не украинците. И нека не ве лажат дома дека тоа е украинската страна. Пак ќе напоменам, украинците немаат ресурси, немаат сателити, немаат соодветни познавања за да можат да ги користат овие проектили самостојно. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. Луѓе не разбираат колку близко сме до потенцијална трета светска војна, значи не разбираат. И жално е тоа што не ви го ни пласираат тоа како информација. И ако ова потенцијално се случи, ќе ви кажат, ете, гледате, значи Русија е таа која што е агресорот. Ако може Русија да удира Украина, зашто Украина не може да удира Русија, се разбираме? Не е толку црно-бело како што тоа се обидуваат да ви го представат. И овдека ефективно, најчисто кажано, со тоа што ова имаше и подлого интервју претходно, кое што исто така ги објаснува овие работи, вели вака. Кога украинец користи авион, дрон, проектил, но зборуваме проектили кои што може да бидат лансирани, не знам, од Катјуша, се разбираме? Од украинска територија да удари во Русија, како што каже и самиот Путин, тоа е сосема нормално и очекувано и тоа не е ескалација на војната. Затоа што они се обидуваат вас да ви представат као дека гледате, ние што сакаме правиме, Русија не враќа, Русија не објавува војна на западот. Не е ова поради страв од објава на војна на западот, туку е поради тоа што досега на вистина украинци ги користеа овие оружја за напад на руска територија. Што значи дека украинец е тој кој што го води овој дрон до одредена, да речем, нафтена рафинерија. Така, украинец е тој кој што моментално притиска копче и го лансира од, нели, украинска територија, пак ќе кажемо некако си лаунчер, проектилов кој што, да речем, паѓа на руска територија. Но не и кога станува збор за длабоко руска територија на која што е потребно сателитско водење и соодветни подесувања од техничари од НАТО геј страната. И уште една многу битна работа. Зошто сега? Че ова интервју Путин го даде пред 2 дена, на 12-ти, сакав да го направам во соодветно видео, да не биде нели само кажано, да го видите и вие сами. Зошто сега? Не заборавајте, за 15 дена почнува БРИКС Казан самитот. Ова е закана. Јас ова така го разбирам. Ако ви имате поинако толкување, слободно споделете го со мене, би сакал да слушнам нели други мислења, но ако мене ме прашувате, ова што сега се случува, значи они може да им дадат ваква дозвола во јули, може да им дадат ваква дозвола во февруари, не, они одлучија сега да им дадат ваква дозвола 15 дена пред почетокот на самитот во Казан. Со тоа што, како што кажавме, иако е на 22 до 24 самиот самит, тоа не значи дека истиот е само во тие 3 дена, значи многу претходно се почнува со работа, уште од почетокот на октомври. Уште еднаш, ова не е случајно. Значи секогаш треба да видиме приказната во позадина. Ова, ако мене ме прашувате, е заплашување од страна на стоката западњачка, на сите оние кои што потенцијално би сакале да присуствуваат на овој самит, и нели сите оние кои што размислуваат да бидат членки на БРИКС, сите оние кои што размислуваат да бидат дел од новиот плаќачки систем. И уште еднаш, вие сакате да го посетите Казан, пазете, Украина може и да го бомбардира Казан, затоа што им е дозволено да користат проектили со долг домет. Имајте го предвид, че ова е крајно битна работа, јас не велам дека ќе ескалира од трета светска војна, но морате да бидете запознаени со сите детали
за она што навистина се случува, пред да одлучите што и како понатаму. Сега зборувам и во однос на вашиот став, за тоа која страна ја поддржувате или дали поддржувате некоја страна, и во однос на вашето портфолио и така натаму. Значи, мора да ги знаете сите информации. Во исто време, значи, веќе видено, но нели мора да го споделиме, 2024 мурикански избори се бира кловн кој што ќе ја води Мурика во следните 4 години. Значи, моментално немаат како таа пата, нели, септември 5, што е само неколку дена, така речено, ја обвинува руската телевизија Русија денес, дека се меша во изборите во Мурика. Од некаде ми е познато ова. Може да ми, од некаде како да ми е познато ова. Значи 2016 година кога прв пат беше избран орангутанот Трамп, исто така имавме руско мешање во американските избори. 2020 немавме затоа што Бајден победи. Ако победеше Трамп, сигурен сум дека и тогаш ќе имавме, нели, руско мешање. Ете, значи тоа веќе сме го виделе, испада дека не се Русија, дека се одвеле, сама добро сега јебига, тоа е битно. Руси сигурно може ги имаат побркано, по Шикајна си има многу на ски и на еф, па за тоа ги имаат побркано, сигурно за тоа, но како и да е. Нели, сега да продолжиме, да, и да не забораваме дека имам докази дека ова навистина се случило, значи ќе ви ги демонстрирам, тоа се од руската страна дадени докази до мене лично, значи лично Чичко Путин ми ги прати да ги споделам со вас дека навистина, значи RT и тоа посебно RT пошто јас ги следам секој ден реално, значи Russia Today навистина ги гледам секој ден, значи еве погледате и Бајден, значи Бајден исто така вика, пази сега Бајден кој што не знае каде се наоѓа моментално, значи зборуваме негов, нели, во оваа ситуација персонал, затоа што, нели, Бајденово очигледно е откриено, тврди дека RT, значи Russia Today е таа која што моментално врши covert information, демек пропагандна војна во светот со цел, нели, да оцрни Америка, пошто тоа Америка не го прави доволно, Русија треба да оцрни. Ние Америка не гледаме што прави секој ден, нели, сите сме ние морони, но треба еве RT да ни каже нас дека такво нешто се случува и да не забораваме дека RT е блокирана во целиот западен свет, но RT пропаганда прави, се разбираме. Значи RT е блокирана во целиот свет. Значи имаше една реклама на RT, буквално беше дека и на Антарктикот е блокирана, но не заборавајте, они се тие кои што шират пропаганда и еве го Блинкеров да ви каже повеќе. Thanks to new information, much of which originates from RT employees. We know that Thanks to new information, much of which originates from RT employees. We know that RT possess cyber capabilities and engaged in covert information and influence operations and military procurement. As part of RT's expanded capabilities, the Russian government embedded within RT a unit with cyber operational capabilities and ties to Russian intelligence. Значи RT е лоша, ставиле као демек имаат посебен оддел за ваков тип на пропагандна војна и дека, нели, RT е таа која што е во, како што они нарекуваат, во кревет, вика со руската влада. Значи ја не велам дека русите немаат пропаганда, секој има пропаганда. На крајот од денот, секоја телевизија во денешно време нема никаква вредност во однос на новинарство, туку е класична пропаганда. Со тоа што вие треба да ги земете двете страни и сами да одлучите оприлика која страна има повеќе логика и сами да донесете заклучок, се разбираме. Значи да бидеме јасни, и едната и другата страна имаат своја пропаганда, тука тоа е неминовно. Со тоа што не заборавајте дека источната пропаганда е целосно забранета, не само забранета, туку и комплетно исклучена. Пробајте да најдете Russia Today на Google. Пробајте да најдете Русија 24 на Google. Пробајте да најдете било кој медиум од Русија и видете дали може да го отворите на Google. Затоа што Русија е таа која што е лоша и они се тие кои што постојано прават, нели, пропаганда, но значи пред да продолжиме со овој дел, како што ви ветив, значи ова е доказ кој што, пак ќе кажам, пратен ми е лично од руската страна, дека навистина RT е таа која што била сигурно во 2016 година и во 2020 година замешана во изборите во Мурик. Докладываю, проект по вмешательству в новые выборы США выходит на финальную стадию. Чипирование объекта провели успешно. Операция прошла под личным контролем. Все прекрасно функционирует.
Вели новата операција, нели практично за поставување мајмун во белата куќа, вика чипирањето вика беше вика одлично направено, без никаква, демек воопште не приметија, нели очигледно водителката е таа која што му остави инекцијата на гериатрија Џо, као демек чипиране се е во ред, никој не приметил. На базе советских разработок. В команде только лучшие специалисты. Тамара Михайловна, помашите в камеру. Она еще Трампа причесывала. Уште појако вика, мамнете на камерата, демек да се види дека навистина го контролира. Бајден вика, она ја правеше вика косата вика на Трамп исто така во 2016 година. Работаем четко, профессионально, не привлекая внимания. Сегодня... Ете зашто паѓа Бајден да ти имам, кога се споја жички краток спој, ете ти што се случувало. Готовы, наконец, переходить к следующему этапу. К праздникам подготовили объекту новую прошивку. Загружайте русификатор. Му прават аплоуд на Бајден со русификатор, као демек руска пропаганда. Тоа значи го изгубивме сигналот по терен. Я вдыхаю этот воздух, солнце в небе смотрит на меня. Надо мной летает волны ветер, он такой же, как и я. Я иду до конца. Я русский, моя кровь от отца. Я русский. Иначе оваа песна е забранена на Западот, значи комплетно забранета. Ја руски е како јас сум русин практично и е многу популарна, посебно сега со војната е крајно популарна оваа песна и е доста долго време, не е нова, но секоја чест, значи како добро го средиле, браво е. К американским выборам допилим. В следующем году будет интересно. Годовой доклад окончен. С Новым годом! Служу России. Ете ти, признание дека они биле тие кои што биле во 2020 година и дека следна година, пази, најавено е ова. Пред една година е ова, значи 6 месеци, но пред една година јас веќе го објавив ова видео, ако се сеќавате и сте огледале мојот канал, каде што веќе најавија дека следната година ќе биде интересна, дека нели ќе паѓаат вакви етикети, Русија, Сайбер, напади, меделинг, значи стандард му е, така. Браво, секоја чест, значи како добро вика направено, браво. Е сега исто така да не забораваме на многу битна работа. Овдека Блинкеров ќе зборува дека нели источната страна е таа која што има пропаганда, не смеете да слушате источни вести, затоа се забранети, Русија се обидува да ви каже дека е во право, не е во право, само ние сме во право, а нашите медиуми се одлични. Слушајте. Well, good afternoon, everyone. And for those of you who are traveling, welcome home. Accurate information is vital to the health of any democracy. It helps citizens understand the issues and effects and events that are affecting their lives. It empowers them to... Вика, точни информации се вика клучот до секоја демократија. Вика, им помага на секојдневните граѓани вика да разберат ситуацијата. To engage meaningfully in their communities, their country, the world. When state or non-state actors spread disinformation, material deliberately meant to deceive or divide our public, they attack the very foundations of our free and open society. Вика, но кога вика, без разлика дали се вика државни или недржавни актери, без разлика дали се физички правни лица или конкретна држава, шират вика дезинформација вика, тоа вика е напаѓа вика нашата демократија и нашата држава. In March, I laid out the comprehensive steps the administration is taking to address this threat to our national security and to our national fabric. И сега наједнаш тука нели као земале некои акции, превзеле што да се прави околу фейк ньюс. First, we're building a more resilient global... Нема ни да навлегувам, што прават не ме интересира, но она што е најбитно во оваа ситуација, што треба да разбереме е дека
Истокот не чини, западот е супер. На исток се е пропаганда, значи сите телевизии, се што гледате што зборува за истокот е пропаганда, западот зборува само, нели, добри вести, само реалност, значи никогаш не лаже, значи еве пример. Западот не лажеше дека во Ирак има значи оружје за масовно уништување. Не заборавајте. Значи во Ирак има оружје за масовно уништување кое што никогаш не го најдоа, 2 милиони цивили мртви, но нели Западот и нивните медиуми кои што се папагали едни на други не лажеа. Западот не лажеше дека Гадафи сака да направи геноцид во сопствениот народ и дека доколку нели го спречат, тоа ќе се спречи, не лажеше, така, значи тоа се случи, така. Значи за тоа што го спречија Гадафи, сега цвета демократија во Сирија, се извинувам, во Либија, веќе 11 години имаат граѓанска војна и земјата е поделена на буквално банди во однос со тоа кој какво оружје има. Се разбираме. Значи не лажеа за тоа. Не. Во Сирија лажеа, се извинувам, како лажеа? Моја грешка. Значи они тврдеа дека Башар ал-Асад користи хемиско оружје со кое што ги убива своите цивили, оружје кое што никогаш не беше најдено, иако беше уништена пола Сирија, но не лажеа. Не лажеа, така, значи супер, пропагандата помина, луѓето заборавија дека имаше видеа како некаков си прав, некаква си хемикалија се користи, наводно со хемиски изгореници, сликаа луѓе што после тоа стануваа мислејќи дека завршиле со снимање, така. Значи западните медиуми не лажат. И западните медиуми никој не ги контролира. Тоа е најбитната работа која што сакам да запамтите пред да го погледнете ова видео. Значи западните медиуми се независни, они сами си ги наоѓаат собствените информации и они никогаш не пласираат тоа што сака да ви каже НАТО, Гејропа и останатите циркузанти од западот. The sharing of biased and False news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these things. Ма не. И пазете сега колку телевизии станува збор. Our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and False news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these things simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control. Ма ја мислам дека воопште не се контролира медиумите на западот. Ова сигурно е некој фейк ево, некој дип, како викаат они фейк, дип фейк AI, така. Нели, нема западот е крено демократски, во не е возможно вакво нешто да се случи. And this is extremely dangerous to our democracy. It is extremely dangerous to our democracy. Која демократија бе, коњи, глупави? Каква демократија, зашо вие зборувате? Дали ова демократија? Демократија ли ова? Каде што гледаме дека има тоа дека 246 36 различни градови во Мурика ви ги читаат истите вести. Сигурно не се координирани. Сигурно не им кажува него. Случајно се погодило 36 градови во исто време да имаат исто за читање. This is extremely dangerous to our democracy. 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 This is extreme. Ќе ви се моча на демократијата, еве само толку имам да кажам пред да продолжиме понатаму, значи лично ви кажувам и одговорно го кажувам, ќе ви се моча на демократијата, се надевам дека ова ќе продолжи да ескалира со цел конечно нели да се преиспитаме овие нормални во светов и овие од демократија да се преиспитаме. Како и да е. Ќе видиме со време. Ева га сега. Значи, ова е еден статус кој што вчера ме уби, значи поем мора да го споделам, не знам кој е Диди од Твитер или Ворен, али секоја чест, браво царе. Камила Харис, I will be a president for all Americans. И Диди вика, само ако Велес дозволи госпоđo. Нормално не можам да влегувам во детали, верувам дека знаете што станува збор, но како и да е. Значи ова вчера ме уби, мора да го споделам со вас. Значи од Велес да си, од се извирам од Кал да си, од Велес да си, така имаме ние на изрека. Браво, момче, девојче, кој да си, секоја чест. Сега се вратиме на реалноста и на економијата, затоа што е доста битна.
Прво, значи, најбитна работа која што мораме да разговараме, затоа што состанокот на Федералната резерва е само 4 дена, тоа што има веќе и техничка анализа, но нели сакам ова да го спомнам, затоа што прва и најбитна работа, значи да споредиме што се случувало досега со инфлацијата, каде што кор инфлацијата гледаме дека заостанува. Значи видовме солиден пат, постојан пат и гледаме сега моментално веќе стагнација. Иако оваа стагнација не значи дека тука ќе запре, но битно е да воочиме дека кор инфлацијата која што не ги содржи цените на горива и прехранбени продукти моментално стагнира. Додека обратно CPI инфлацијата има солиден пат, како што можеме да видиме, и тоа солиден пат кој што 0,4% сме виделе последен пат, погледнете, септември, октомври 2023 година. А се сеќавате во октомври 2023 година што почна? Така, altcoin run, кога имавме 0,5% пат, буквално имавме во следните така речено 5-6 месеци до март огромен altcoin run во криптопазарот. Како и да е, не велам дека веднаш ќе почне, само ви напоменувам што последен пат се случило кога ваков тип на пад на инфлацијата сме имале од 0,4 односно 0,5%. Како и да е, ова се добри вести, многу пати зборуваме зошто е ова добро, затоа што ова уште толку ја притиска Федералната резерва да ги намали своите каматни стапки кои што се екстремно високи на 5,5%. Сега, се уште постои огромна шанса дека ќе добиеме 0,5% намалување. Погледнете, моментално на investing.com имаме 50-50 шанса дека ќе добиеме 0,5% намалување на каматните стапки. Дали ќе се случи или не останува да видиме, но ова е веќе големо очекување, што верувам дека ако не се случи и добиеме 0,25, можеме да добиеме негативно движење на пазарите, затоа што очекуваат дека ќе добиеме дури 0,5% rate cut. Потенцијално може да се случи, зошто? Затоа што на тој начин Федералната резерва ќе се обиде да им сигнализира на работодавачите дека има намера да прави релаксација на економијата, што значи не отпуштајте луѓе. Зошто го велиме тоа? Затоа што веќе од јуни кон јули излеговме над онаа 4% граница во која што практично се очекуваше дека нема да порасне на 4% невработеноста во Мурика. Порасна 0,3% е огромна бројка, не заборавајте, он има 500 милиони жители, од кои барем 300 се работоспособни, значи да бидеме реални, што значи дека тоа е огромна количина на луѓе. Ова не е играчка, затоа што 0,3% вас не ви значи многу, но на голема популација значи многу. И од друга страна не заборавајте дека иако имавме намалување од 0,1%, тоа не значи дека сте го решиле проблемот со невработеност. Верувам дека по голема стапка од 0,5% ќе биде јасен сигнал од Федералната резерва на работодавачите да не опуштаат, дека еве релаксираме економијата, очекуваме дека нема да има рецесија, што значи дека нели као не ги отпуштате луѓето, затоа што колку повеќе се очекува рецесија, толку повеќе компаниите стравуваат и ги отпуштаат вработените пред време, со цел да не се најдат во ситуација каде што немаат доволно производство, немаат доволно обрт на средства, а имаат премногу вработени. Тоа е многу често случај кога станува збор за период пред рецесија. Уште еднаш, рецесија може да има голема шанса. Сега ќе покажеме зошто. Тоа е следниот дел, но само уште пред тоа, значи исто така и Forex Factory кој што го следиме во однос на очекувањата за тоа што се очекува од Федералната резерва со незините одлуки, гледаме дека Forex Factory очекува 0,25% rate cut. Во секој случај тоа е позитивно за нас. Зошто? Затоа што мене не ме интересираат краткорочните поместувања. Јас ви кажувам дека е голема веројатноста да добиеме негативно движење на пазарот, вредностите на да речеме индексите и така натаму заедно со криптопазарот да паднат, затоа што ако очекуваат премногу 0,5%, а добијат 0,25%, тоа значи дека ќе имаме страф на пазарот. Нешто веќе видено, ништо ново, но тоа е краткорочно. Тоа е нешто што се случува во тие неколку денови и потоа сите забораваат дека воопште се случило. Така да најбитниот дел кој што треба да заклучиме е дека ќе добиеме rate cut. Ако го добиваме rate cut, погледнете и сами, најчесто овој rate cut не е еден, туку веќе имаме редица на rate cut и понатаму, затоа што инфлацијата е доста намалена, како што видовме претходните слайдови, значи имаме значително намалување на инфлацијата, што значи дека понатаму се очекува релаксирање на економијата во однос на rate cuts. Од друга страна не заборавајте дека ние имаме многу повеќе за rate cut сега, затоа што претходно највисоките стапки кои што успеале да ги достигнат во оваа ситуација Федералната резерва биле 2,5. Сега сме на 5,5. Што значи дека ќе имаме многу поголем простор за намалување на овие каматни стапки.
Друга битна работа, ова е нешто ново кое што сакам да го научите сега, за кое што верувам дека е една од главните причини зошто можеме да добиеме рецесија. Рецесија можеме и сега што е рецесија прво за оние кои што потенцијално гледаат нашиот канал прв пат. Че рецесија не е крај на светот, рецесија не значи дека готово, тоа е тоа, продавајте се и бегаме. Значи рецесија значи дека економија, посебно во оваа ситуација како американската, ќе забави, ќе стагнира, па дури и ќе се уназади во наредните, да речам, неколку месеци. Тоа значи дека ќе имаме бруто домашен производ кој што се намалува во 2/4 последователно. Со тоа што не заборавајте, сега ќе добиеме и податоци во оваа четвртина, се разбираме. После крајот на овој месец ќе добиеме и ефективно податоци за третата четвртина или третиот квартал, како сакате, за економијата, за компаниите и така натаму, така да овој месец, откако ќе заврши, е доста битно да го проследиме сето тоа. Дополнително, како што кажавме, ќе добиеме и нов дотплот план од Федералната резерва, каде што ќе ги да на некој начин ќе ги прилагода своите очекувања во однос на новите податоци. Сега, зошто е толку битна рецесијата во оваа ситуација? Затоа што ние не сме имале рецесија од 2009 година наам. Она двомесечна рецесија во 2019-2020 година не ја не рачунам, затоа што тоа беше само обичен страф и ништо повеќе, но сега има реални шанси тоа да се случи. Ова што овде како гледате е U6, односно U6, Unemployment Rate. Разликата е во тоа што ние постојано го следиме U3, односно тоа е друг тип на Unemployment Rate, кој што се занимава со добро, овдека не е запишано, но така се нарекува U3. Невработеност, но само луѓе кои што нема никаков тип на работа, се разбираме. Додека затоа велам јас дека ова е крајно манипулирано, затоа што нас не ни го даваат овој податок затоа што иначе економијата ќе излезе од контрола. Тоа е тоа. Веднаш ќе помислат дека рецесијата е веќе овде, а јас верувам дека има огромни шанси за рецесија. Зошто го велам тоа? U6, односно U6, ова што моментално го гледаме, е невработеност која што ги брои сите невработени, кои што немаат никаква работа, но ги брои и оние кои што имаат само парцијална работа, односно, како што го нарекуваат овдека, part-time job. Значи, каде што вие немате целосна работа од 40 часа неделно, туку имате, не знам, 20, 15, 10 часа. Зошто е ова толку битно? Затоа што кога го споредиме овој податок со податокот кој што го имаме овде, можеме да видиме крајно голема разлика. Затоа што овдека ние сме се држале во целиот овој период назад, погледнете. Уште од декември 2021 година, па до сега, тоа се цели 3 години скоро, ние сме се држале под 4%, што е крајно поволна, да речам, поволен податок за Федералната резерва. Не е истиот податок кога ќе ја погледнеме оваа невработеност, која што е реалната невработеност. Затоа што кога поседувате вие парцијална работа од 20 часа, вие не работите. Да бидеме реални, има голема разлика меѓу 40 и 20 часови, така? Затоа што погледнете овдека ние никогаш не сме се симнале под 6%, така? Иако сега ова го вратиме да речем на една година, можеме да видиме дека моментално се наоѓаме на крајно висока стапка. Значи ние имаме 7,8, 7,9, скоро 8% невработеност. Има дупло повеќе невработени. Значи, што сака да ви каже оваа стапка моментално, зашто ги зема истите овие вработени. Ако го погледнеме ово од аспект на парцијална работа, значи ние имаме невработеност од 4,2%. Но ако го погледнеме тоа од реален индекс на невработеност, каде што не се земаат овие со парцијална работа, ние имаме 7,9. Дупло. Што значи дека половина од овие кои што се практично невработено, разликата меѓу невработени и парцијални, се со part-time. Што значи дека буквално Федералната резерва го манипулира овој индекс и ви покажува лажна информација со цел да не направи страф на пазарот. И затоа ви велам дека рецесијата е многу возможна. Истото тоа можеме да го видиме на овој чарт многу јасно. Односно овој чарт го користам постојано затоа што е еден од најдобрите што сум ги нашол во сега, кој што многу јасно го покажува соодносот помеѓу стапките на каматните стапки на Федералната резерва и невработеност. Секогаш кога сме имале во оваа ситуација каматни стапки кои што се покачуваат, редоследно после тоа се покачувала и невработеност. Секогаш кога каматните стапки се покачуваат, се покачува и невработеност. Значи каматните стапки за сината линија, протоколовата е невработеност. Значи без исклучок. Со тоа што нормално невработеноста се качува подоцна, тоа е лагирачки, така речено, лагирачки
во оваа ситуација индикатор, но тоа не е само логирачки индикатор. Тоа значи дека кога се прави рестрикција на економијата, како што можеме да видиме, најчесто по една година настапува и рецесија. Така, со тоа што секогаш кога излегла над 4% или се подигнала кога била над 4% невработеноста, ние сме имале периоди на рецесија, тоа се овие сиви зони. Така. И од 2009 година ние не сме имале ниту една рецесија, што е сосема нормално. Рецесија, како што можеме да видиме во економијата, е сосема нормална појава. Ништо не се движи само нагоре, потребни се периоди на рецесија каде што едноставно економијата се коригира, се така речено контрахира, за потоа повторно да продолжи да расте. Тоа е нешто што е сосема нормално и здраво за секоја економија. Поентата е што ние не сме имале таков тип на рецесија од 2009 година и најчесто ваквите рецесии се проследени со падови на пазарот, не знам, банкроти на банки, компании и така натаму, секогаш има различна причина, но најчесто така се случува ова. Како и да е, проблемот е страф на пазар, кој што постојано зборуваме. Значи, тоа е страф на пазар кој што ги предизвикува инвеститорите да ги повлечат своите средства и да влезат во така речено сигурни средства, како што тоа нели е risk of assets, а тоа се нели долари и така натаму, што веќе не е случај. Значи да бидеме реални, тоа било до сега, сега веќе не е случај и затоа велам дека нас ни е многу потребна рецесија. Јас верувам дека крипто потенцијално е спремно за период на рецесија со цел да го земе своето место. Голема веројатност дека како што тоа се случи со капитулацијата на банките, оние 3-4 огромни банки кои што пропаднаа во 2023 година, ќе направи луѓето да бегаат кон крипто, затоа што сега веќе има како, постојат начини, односно имаме институционални ETFs на биткоин и на етериум, што значи дека сега институциите имаат каде да побегнат, затоа што рецесија е за Америка, не за целиот свет. Што значи дека глобалната економија и понатаму си продолжува да се функционира. Тоа значи дека Америка и најчесто кога Америка, тогаш и сите оние западни кучиња, сите влегуваат во рецесија, но не и целиот свет. А крипто не е Америка, крипто не е Европа, крипто е целиот свет. Што значи дека верувам дека е голема веројатноста да имаме позитивен исход за крипто секторот, затоа што е глобален и не е поврзан само со една економија. Дури и американците да не купуваат, тоа не значи дека нема да купува остатокот од светот. Дури и секојдневните американци да не купуваат, тоа не значи дека можеби BlackRock и Fidelity ќе одлучат дека биткоин е токму оној hedge against recession во оваа ситуација. Се разбираме? Но останува да видиме, затоа постојано зборувам. Потребна не е рецесија. Ја разбирам дека има шанса да се случи, не е можеме да знаеме со сигурност, затоа што вие сега ќе почнат да принтаат пари како луди, така се избегнува рецесија. Со принтање пари како луди, како што беше тоа случајот со 2019-2020, но они само ја одложуваат. Порано или подоцна ќе се случи и ќе биде многу покатастрофална. Се разбираме? Значи тоа е еден битен момент кој што мораме да го разбереме. Рецесија не е крај на светот и е нешто што мене ако ме прашувате, дури треба да го посакуваме. За конечно да видиме дали е крипто спремно да биде хедж наспроти се останато. Се разбираме? Останува да видиме, како и да е. Нешто што сакам да го имате во предвид, затоа што не заборавајте дека американската влада, Фед, Трежери и сите останати до сега ама немаа појма што се случува, ниту пак што ќе се случи. Прво, да ве потсетам, велеа дека не се секирајте принтање на 1 тон пари, нема да предизвика инфлација. Инфлацијата дојде. Не се секирајте, инфлацијата нема да биде висока. Инфлацијата дојде до 9,5%. Не се секирајте, инфлацијата е висока, ама нема да трае долго, ова е транзиторна инфлација. Инфлацијата траеше 2 години и се уште трае. Така, не се секирајте, нема да има голема невработеност. Невработеноста отиде 4,3%. Не се секирајте, нема да има рецесија, е најновото. Се разбираме сега? Така да имајте го тоа предвид, затоа што буквално кога станува збор за Фед и за Мурика, ако правите спротивно Фед, дури не е лоша идеја реално да правиме ова, искрено. Сега, следна работа која што мораме да споменеме е, значи мораме да им честитаме. Јас длабоко им честитам. Честито на Мурика, каде што официјално, значи, знаете, ова беше најавено уште пред еден месец, каде што се сеќавате едно санаторите дури држеше табла, дека успеале да стигнат над 1 трилион, но сега веќе ефективно се наоѓаат таму. Значи, интересот, односно каматата на долгот на Мурика надмина 1 трилион. Пак ја речам, нека честита кој сака, пратете му на Бајден пораче у инбокс, ја сака Мурика, секоја чест. Сега, зошто е ова толку битно? Значи, мораме некои работи да расчистиме.
пак ќе ве прашам, дали за вас ова изгледа како одржлива работа? Еве, вие сами одлучете, значи јас не вие полнам главата, јас само ви давам податоци, а вие сами одлучите. Значи, од 2016 долгот и каматата на долгот била 240 милиарди. 2016, значи тоа се 8 години, така. Они за 8 години успеале 5 пати да го зголемат, тој се извинам, 4 пати. 4 пати да го зголемат, да ја зголемат каматата на долгот кој што го поседува Америка. Не заборавајте дека ова се само 8 години и дека ова е така речено само почеток. Значи Мурика нема избор освен да продолжи да се задолжува. Сега ќе покажеме зошто. Значи ова е, како што може да видите, фондација која што се занимава исклучиво со долгот на Мурика и гледаме, пазете сега. Значи они се стигнати до пази, они требало да стигнат во 2025, но се порано. Многу е добро кога се порано. Успеале порано да стигнат 2024. 1 трилион, така. Проекциите се дека за 10 години од сега ќе биде 1,7 трилиони. Е сега каде е овдека проблемот? Значи ова моментално овдека што го гледате е колку успева да добие муриканската влада од даноци. Така, значи нели, ако го тргнеме настрана принтањето пари кој што им е дозволено, со кој што ја девалуираат нели својата валута, значи главен приход на секоја држава е примање од даноци, така. Значи они од 2016 година, кога нели практично долго бил 250 милиарди, они примиле 3,2 трилиони приход од даноци, се разбираме. Значи 3,2 трилиони и 240, колку е таму 250 милиарди, воопште не е проблематично, така, затоа што овдека ви имате голема разлика, значи вашиот е повеќе од 10 пати, така речено разликата помеѓу долгот кој што го имате, зборувам за каматата сега, долгот е друга работа, долгот никогаш не може да го платат, да бидеме реални, никој не може да плати 30 трилиони долари, но зборуваме за каматата, значи ова е само колку треба да плаќаат на годишно ниво, само за да го одложат, така речено, плаќањето на главниот долг. Се разбираме, значи нивниот главен долг е огромен. Тоа воопште не да разговараме сега за тоа. Сега зборуваме само за каматата. Значи вие како правите од банка, за жал кога сте презадолжени, зимате плата, ја ставате на кредитната картичка, каде што они ви зимаат камата и вие продолжувате да живеете затоа што вие не можете да го платите долгот. Вие само каматата ја плаќате со цел да го одложите плаќањето на самиот долг. Така. Во оваа ситуација, значи ние сме имале 10 пати разлика од 2016 година помеѓу каматата која што ја плаќаат и приходите кои што ги имаат од даноци. Сега во 2023 четврта година, со оглед на фактот дека погледнете кој ги плаќа овие пари. Тоа е исто така многу битно. Сега моментално ја нема да земеме 2024, треба да заврши за да видиме колку ќе биде примањето од нели даноци. 4,5 трилиони долари се собрани од даноци. 4,5. А они плаќаат 1 трилион за камата. Сега сме стигнале во ситуација каде што вие 1/4 од сите примања во цела Мурика ги плаќате на годишно ниво само за да го одложите плаќањето на главниот долг. Значи, гледате ли колку е драстично ово и гледате ли каде се тоа издржи. За 8 години они стигнале од 10 пати помалку до 4 пати помалку. Се разбираме? Од практично она што сте го собрале до она што треба да платите за камата. Значи, доаѓаме во ситуација каде што они нема да може доволно пари да соберат со даноци за само каматата да ја платат. Се разбираме ли каде се тоа оди? Значи, дали разбирате колку е ова страшно? Но, нели, пак ќе кажем ја, кога ви е економијата меме коин, и затоа уште еднаш овдека една многу битна работа која што сакам сите да ја запамтите. Значи, јас сум заречен да го направам богатството свое, потенцијално, на лешот на Америка. Значи, лешот од држава кој што ќе остане од нивната економија ќе биде главната причина поради која што јас ќе направам богатство, само затоа што ќе држам се освен долари. Значи, еве тоа ви го давам јас како мое нели ветување, јас ќе давам се од себе тоа да го реализирам и ќе ми биде екстремно мило кога ќе го реализирам и ќе оставам аманет да знаат сите мои следни генерации дека падот на Америка е тој кој што направил да добиеме тоа што сме го добиле, ако успееме да го добиеме, да бидеме реални, така. Но еве вие сами заклучете си дали има начин како ова да се врати, кога во овој сегмент и така е трнато нагоре, па сега вие сами одлучете дали е паметно да држите долари, дали е паметно да инвестирате во Америка, кога оваа држава се наоѓа на таа траекторија. На вас останува. Јас инвестирам во ствари кои што се глобални, кои што се децентрализирани, кои што не се директно контролирани од вакви роботи како Легард, која што не се секираат како беше кеш
or digital. The choice is yours. Ама кеш само до 1000 евра. Нели? Да не забораваме на тој дел. Како и да е, нема да навлегуваме таму, но една работа што е многу битна е дека пред само еден ден, на 12 септември, официјално Европската централна банка воведе нов рейт кат. Ова е многу битно и треба да го споменеме затоа што погледнете, значи првиот рейт кат е практично во 31 мај, а последниот е сега на 12 септември, каде што значи овие два рейт кат, каде што првиот било 4,5 на 4,25, значи имаме 0,25, додека овде ќе имаме многу поголем пат, погледнете, 4,25 на 3,65. Имаме многу поголем, 0,55% оприлика рейт кат, со тоа што можеме да видиме дека првиот рейт кат кој што го спомнавме, а тоа е нели во мај, 31 мај, погледнете што направил. Значи направил буквално, сега ова е недела, тоа е на 27, иначе 31 е, ќе смениме на дневно ниво, значи ова е Stocks 600, значи тоа е како што е S&P 500, ова се за Европа 600 најдобри компании, Stocks 600, значи погледнете и сами, моментот кога сме го добиле овој рейт кат, сме добиле буквално една недела позитивен исход на овој, да речем, пазар, дури и после корекцијата имаме уште така речено 2-3 недели позитивен исход. После оваа корекција моментално само што добивме нов рейт кат и добивме скок на пазарот, значи од неколку проценти, зборувам за овој индекс, така, каде што значи ова позитивно се одразува на со тоа што овој индекс во Европа, значи јас го следам, не сум го споделил со ова себе, ќе ви го покажам денеска, пак ќе кажам, значи секогаш има нешто ново да се научи, каде што јас ќе оставам сега ова на месечно ниво, видите како се одвива, значи овдека ефективно се наоѓаме во bull market, како што можеме да видиме, уште од така речено дното во септември 2022 година, кога го постигнал, но на неделно ниво е малку појасно за овој дел. Зошто го велам тоа? Погледнете сега овдека. Значи, се сеќавате кога тргна нагоре крипто пазарот во октомври, ноември 2023 година. Така, кога тргнал индексот Stocks 600 нагоре во октомври 2023 година. Оваа корекција која што имаме овдека така речено имаме и во биткоин пазарот и крипто пазарите, но само сакав да ви напоменам дека не се само крипто пазарите. Гледате колку корелација има кога станува збор за макроекономија помеѓу традиционалните пазари и нормално крипто пазарите. Само сакав да ви го покажам ова. Нема да се навлегуваме премногу во европските пазари, не гледам поента. Европа и понатаму продолжува да тоне. Прашање на време кога ќе престане да постои како независна, да речем, институција би рекол, но како и да, европските пазари се комплетно небитни, гледаме целосно преместување од запад кон исток, така да наскоро верувам дека ќе треба да почнеме да ги следиме и пекиншките и руските пазари, но нели сега овдека вие ќе кажете ете го пак руска пропаганда, нема да навлегувам, само ви кажувам дека кога некој блок почнува да слабее, вие не го следите, очигледно, вие се преместувате на оние кои што моментално го движат светот и глобалната економија. Така да во оваа ситуација целоста деиндустриализација на Европа не е баш на некој начин водење на светот, да бидеме реални, затоа и не обрнуваме толку многу внимание на Европа, освен кога имаме ваков тип на рейт кат. Но зошто е битен рейт катот? Битен е затоа што во исто време ние имаме ситуација во која што најчесто овие западни мајмуни се синхронизирани. Они се крајно синхронизирани. Значи гледате како синхронизирано во исто време имате рейт кат во Обединетото кралство, се извинувам, Мала Британија, во Европа, во Канада, значи во сите овие, во Швајцарија и во исто време нормално во Мурика, само што не почнале, значи ова не е за џабе. Буквално нивните економии се синхронизирани. И затоа сакам да видиме како изгледа кога веќе почнале. Значи овдека може многу јасно да видите каков е резултатот на економија која што веќе почнала со рейт кат, за разлика од некоја која што се уште не почнала, тоа е американската. Сега се префрламе на Bitcoinvesti, каде што прво би сакал нормално да поразговараме малку повеќе за стандардни работи како ликвидации, ETFs и Real World Token, токенизација на реални ствари од светот. 48 минути, знам дека е малку долго, но има премногу вести, значи не го правам ова нарочно, гледате дека има доста работи кои што мора да се разговараат и уште еднаш ја разбирам дека имате вашето време е скапоцено, но верувајте ми и моето е скапоцено и го одвојувам и затоа би ве замолил нели кога веќе не може да го изгледате едно видео значи во целост, едноставно изгледате колку можете, оставете за утре. Така, значи никој не бе брза, иако јас постојано правам нова материја, но ова го правам затоа што потребни се информации на македонскиот народ, а ги нема. Значи не го правам затоа што немам попаметна работа, ги правам затоа што треба. Потребно е на македонскиот народ, така да уште еднаш, ако ви се премногу долги видеата, исто така може да се обратите кај
токен падок, има многу кратки видеа од 4 минути, верувам ќе научите доста. Погледнете, споредете, ако ви се допаѓа останете, или пак Теслата, како и да го вика дечкото со Тесла, што се разбира многу инвестиции, погледнете кај него, може он ќе ви објасни околу, нели, невработеност, политика на Федералната резерва, подетално од мене, од кај знам. Сега, откако, нели, удривме малку на хейт, да се вратиме на официјалните вести, како што кажав, прво би сакал да ги погледнам ликвидационите чартови, каде што гледаме дека имаме така речено намалување, значи нема некоја голема активност, затоа што така речено цената е баш зигзаг. Значи имавме голема ликвидација, ако се сеќавате тоа беше на 5 август, огромна 700 милиони, но од тогаш гледаме дека релативно нема некои големи поместувања, затоа што и нема некои големи вести. Нормално ова со 5 август беше страф од рецесија поради невработеноста, бла бла бла, но сето тоа е поради стравот на генералниот пазар. Не е директно поврзано со криптосекторот, тоа мораме да го запамтиме. Така. Сега, следната работа која што треба да погледнеме е нормално биткоин спот ETFs. Да, знам дека ова не е во контекст со самите cypherpunks, знам дека ова е целосно спротивно на она за кое што е направен биткоин, но како што кажав во CryptoHub Malta, ќе го повторам уште еднаш овдека, нема дали ние сакаме или не. Институциите ќе влезат во биткоин порано или полесно, во оваа ситуација веќе влегуваат. Така да, дали вас ви се допаѓа или не, тоа воопште не е битно. Економијата функционира без разлика на тоа како вас ви се допаѓаат тварите или не. И дополнително треба да разбереме дека ако го искористиме ова добро, ако не, никој нас не прашува, тоа како некој кога ми вика, па нели ти е страв дека BlackRock влегол на пазарот? Па мене ми е страв. Ама тука нема избор. Значи BlackRock секако може да влезе на пазарот без нас да не праша, се разбираме. Што значи дека на нас останува дали ќе го искористиме тоа или не. Така да, бидете паметни, не ми бркајте некои филозофии, има време за тоа. Прво станете богати, па после седете и дискутирајте за тоа како ова е контрастоичките ставови на Аристотел, се разбираме? Значи дај прво да стигнеме до ситуација каде што сме богати, па после ќе филозофираме за тоа што е коректно, а што не. Мене ми е битно македонскиот народ да биде богат, а не да биде во оваа ситуација праведен, постојано сме праведни и затоа го јадеме стапот и затоа сме последни. И не сметаат за Африка на Балканот. Така, дај да бидеме богати, праведни понатаму. Така. Сега, битна работа во оваа ситуација која што можеме да забележиме е конечно така речено како да сме го направиле ова локално дно. Видовме дека после секој голем скок имаме така речено стагнација, некаде пократка, некаде подолга, некаде подлабока, некаде поплитка, но битно е дека ова е сосема нормално движење на еден чарт кога станува збор за било каков тип на економско добро, па во оваа ситуација и биткоин мора да има корекции. Ова што го гледаме овдека моментално е буквално поради стагнацијата на цената и затоа и гледаме така речена стагнација на самиот индекс. Гледаме дека нема интерес во последно време, буквално дури имавме и одлив, но нормално ова е поврзано со самиот страх од рецесија и така натаму, но гледаме дека не се толку големи овие одливи. На крајот од денот ние сме крајно позитивни кога станува збор за држење на биткоин од страна на институции. Значи, иако сме имале кратки периоди на одлив, ако земеме историски, ние немаме корекција овде. Што значи дека и понатаму во глобала повеќе се акумулира отколку што се продава. Тоа значи дека се повеќе и повеќе од институциите го сметаат ова за потенцијален хедж наспроти се. Хедж наспроти војна, хедж наспроти рецесија, зошто инаку би го купувале ова, така? И од друга страна, за жал, немаме некои големи приливи кога станува збор за Ethereum спот ETF, но како што напоменав во мојата презентација за Bitcoin спот ETF, не заборавајте дека на Ethereum не му се потребни стотици милиони на ден, иако тоа нормално е позитивно, тоа не го менува фактот дека Ethereum има 5 пати помал маркет кап од биткоин и има многу помала инфлација од биткоин. Што значи дека генерално истиот има многу поголем потенцијал и со помалку пари да добие многу поголем скок на цената, посебно од овие ETFs. Но јас верувам дека ова е поради глобалната сцена, значи глобалната ситуација во однос на потенцијален почеток на регионална војна на Блискиот Исток, тензии на Исток помеѓу Русија и НАТО, ситуација со потенцијална рецесија, сето ова си носи страв кој што се акумулира и инвеститорите се уплашени да инвестираат. Пак ќе кажам, јас и понатаму верувам дека имаме крајно голема можност ова да биде позитивно за криптосекторот, но останува да видиме. Една интересна работа која сакам да споделам со вас кога станува збор за токенизирање, гледаме раст на токенизирање на американски долг. Погледнете и тоа енормен раст. Од почетокот, значи вака чисто да видите, Buidl, тоа е нели знаете и сами, тоа е апликацијата, односно фондот кој што е направен од BlackRock на Ethereum за практично токенизирање на обврзници.
50 милиони на денот на отварање, тоа е 21 март, до неверојатни, само да видиме колку е моментално, 514 милиони до денес. Значи од март до денес, 6 месеци, од 50 до 500. 10 пати се зголемил фондот на BlackRock за токенизирање на обврзници на Мурика. Тоа ви кажува да токенизацијата се движи со брзина на светлината. Значи јас лично осеќам дека е многу круцијално време, јас ви кажувам за мене, не ви кажувам за вас, да го надградам своето држење на нормално на Ondo Finance, кој што е буквално OUSG и USDY. Тоа се двата, да речем, бида или двата типови на капитал кои што ги има во овој пазар. Значи, уште еднаш ќе напоменам, следното купување моје ќе биде Ondo Finance без никакви одлагања. Сега, следна работа која што сакам да споделам со вас, значи на страна од тоа што моментално зборувавме нели за традиционалните работи, тоа е преглед на ETF и глобална токенизација, би сакал да поразговарам малку во однос на цената на биткоин. Не знам што му стана на TradingView. Добро, само момент. Добра се врати. Значи, погледнете. Една битна работа која што сакам сите да забележите, која што постојано зборуваме, а ние го следиме овој канал што од овој дел, е каналот. Значи, ова е стандардна знаме формација која што милион пати до сега сме ја работеле, посебно во овој последен дел. Значи, знаме формација, така, повторно. Знаме формација, јас ги избришав зашто ја премногу, така. Значи, дури и овдека е знаме формација, погледнете. Значи, имаме канал од кој што избиваме нагоре. Значи, гледаме дека оваа знаме формација сме имале веќе 4-5 пати додека стигнеме до оваа огромна знаме формација, која што кога ќе пробие нагоре очекуваме и цената на биткоин да пробие над $100,000. Да, ова е техничка анализа, секогаш постои, барем кога станува збор за знаме формации, сме кажале многу пати, во ваков тип на формација, каде што имаме нели нагорен тип на знаме формација, се очекува 70% шанса да пробие нагоре и да заврши, а 30% истата да се врати надолу. Со тоа што гледаме дека имаме солидна поддршка, погледнете сами, претходниот канал во кој што се движеше околу или над во целиот bear market, погледнете, во целиот bear market цената се движеше во или буквално правеше корекции над и под овој канал. Моментално истиот овој канал беше еднаш, 2 пати поддршка, сега е 3 пати поддршка на цената на биткоин. Значи, ова е само на кратко, ќе го обработиме ова нормално во техничката анализа, но само сакам да ви покажам дека овој канал и понатаму се држи на истиот момент. Исто така да не забравяме дека пред неговото придвижување нагоре, ние овде ќе имавме, значи, огромна bullish divergence. Значи, ова е така речено каде што MACD се движи се погоре и погоре, за разлика од RSI, и во оваа ситуација значи, тоа ни покажува со погледнете. Овде ќе има повеќе од 6 локални дна, значи ова е во овој дел, каде што цената се очекува да продолжи да се движи нагоре, и тоа е на дневен чарт, така? Ако поминеме на неделен чарт, исто така имаме многу да речем ниски индикатори. Зошто го велам тоа? Погледнете. Кога сме достигнале 75.000, така? Цената на биткоин е 75, а гледаме дека и RSI, и Stock RSI, и MACD се е над 70, тоа дури достигна неверојатни 90 поени, така? Сега ако погледнеме во овој дел од оваа корекција, погледнете колку сме се коригирале. Каде што MACD од тој момент, каде што бил 93, сега е минус 35. RSI кој што бил 86, ова е 88 највисока вредност кој што некогаш достигна како врвот во 2021 година, е моментално 50. Stock RSI кој што бил апсолутна стотка е моментално 12, 10. Што значи дека е апсолутно препродаден. Тоа ви кажува дека пред нас има голема корекција нагоре, која што буквално ќе се случи поради овие ниски индикатори. Значи, како што кажавме, она каде што се движиме моментално е многу позитивно. Уште еднаш ќе напоменам, овдека ги исклучуваме потенцијалните black swan настани кои што може да се случат, тоа не го менува фактот дека се останато ни покажува крајно позитивно движење на цената. Дополнително погледнете. Значи имаме оваа тренд линија која што се движи уште од почетокот, од најдлабоката, да речем најдлабокиот дел на bear маркетот, погледнете. Значи буквално иако сме направиле корекција под неа, гледаме дека истата е поддршка на цената во целиот овој дел и моментално цената повторно се коригираше до неа во август почетокот и сега веќе гледаме дека се движиме точно до истата. Дополнително ја имаме 50 неделната средна вредност, се наоѓаме на долната граница на Bollinger Band, значи крајно позитивни поддршки има под нас заедно со самиот канал. Сега, друга битна работа, на страна од сето ова да видиме малку статистички, значи да погледнеме што се случувало
во трета и четврта четвртина од претходните избори, затоа што се наоѓаме во изборна година, крајно битно, треба да го запаметите ова, значи ќе го научите, солидно ќе го научите. Иако во трета четвртина ние сме имале минус 4%, не забравяйте дека во почетокот на годината ние сме крајно позитивни. Значи ние во 2024 година во првата четвртина направивме 70% плюс, а потоа се намаливме така речено 16%. Значи генерално оваа година ние и понатаму имаме крајно позитивен исход за биткоин. Така, но историски погледнете. 2020 година, иако сме имале трета четвртина која што не е толку добра, во 2020 година погледнете. Четвртата четвртина после и за време на изборите ние сме имале 168% памп. Во 2016 година, иако во 2016 година слично како сега сме имале негативна трета четвртина, во четвртата четвртина ние сме имале 58% плюс. Така, што значи дека историски самите избори и после изборите се крајно позитивни, со тоа што погледнете сега што се случило следната година. Така, прва четвртина, втора четвртина, трета четврта. Имаме цел еден bull market. Значи тоа е главната година после изборите, каде што ние сме имале првата четвртина 12%, втората 123%, третата 80%, четвртата 215%. Тоа е една година после изборите. Така, 2020 година. Значи, сме завршиле 168, така, но погледнете што се случило во 2021 година. 103%. Веднаш после изборите, кога го избравме, нели, гериатрија Џо, во ред сме имале корекција, но и понатаму продолжила 25, тоа е нели практично крајот на овој bull market, но пак ова се различни типови на bull market и тоа ви покажува дека голем потенцијал има за време и после изборите кога станува збор за биткоин. И овдека само секунда, исто со Етериум нема да навлегуваме премногу во тоа. И само сакам да покажам дека историски септември е најчесто слаб месец. Погледнете. Значи од досегашните избори од 2013 година, за жал имаме и повеќе на чартовите, но како и да е, од 2013 година гледаме дека само 4 години ние сме имале позитива и тоа не голема, погледнете, че ова не е ништо посебно. 4 сме имале позитива, додека историски ноември, кој што е во оваа ситуација крајно битен, зашто го велам тоа, затоа што ноември се случуваат изборите. Така, 2020 година ноември 43%. 2016 година ноември, само да видиме каде е, 5, но проследиле 30% после тоа. Така да ноември и декември историски се едни од најдобрите месеци за биткоин. Останува да видиме, но тоа е историски до сега што можеме да видиме од овие чартови. Е сега, исто така овдека сакам ова да го споредам на кратко, значи гледаме дека со исклучок на 2012-2013, кој што е и практично првиот циклус на биткоин, значи каде што имало голем скок на цената, за време на овој дел, каде што во останатите 3 циклуси гледаме стагнација на цената, така. Значи, знаете, ова е така речено Bitcoin Halving Progress чарт кој што го следиме, каде што зелената линија, зелено поле ни покажува, значи истиот овој период после халвинг во претходните циклуси како се движела цената. Со тоа што можеме да видиме дека многу слично сме имале движење на цената и во 2020 и во 2016 година. Некаде со корекција, некаде со стагнација, некаде со блага корекција постепена надолу, но гледаме дека слично е она што моментално сме го гледале во овие два периоди и гледаме што следи понатаму. И не заборавајте дека ова е токму претседателските избори. Значи, ова се претседателските избори 2016, ова се претседателските избори во 2020 година, ова се претседателските избори во 2024 година. Така да, гледаме дека досега последните два циклуси се доста слични на оно што моментално сме го гледале и дури ако ги представиме како цена, погледнете сами. Значи, овде ги имаме првиот, пак ќе го исклучиме затоа што првиот е крајно атипичен, значи се уште не знаеле луѓето што е тоа, било многу рано и е прв циклус, така. Погледнете ги останатите. Значи овој цел период гледаме стагнација. Значи ова е од почетокот од халвингот па до практично следниот халвинг. Значи гледаме стагнација. Што следи понатаму? Па дури ако го земеме 2013 година. Што следи понатаму, погледнете. Значи дека очекуваме многу добар дел од циклусот повторно. Никогаш не можеме да имаме 100% сигурни, секогаш може да настапат Black Swan настани, значи ова е реализирање на веројатност нешто да се случи или не. Educated guess. Ова не е 100%, ова не е финансиски совет, јас само ви кажувам што гледам на чартовите, а вие сами заклучете дали тоа е така или не. Јас само ви кажувам кои се моите очекувања за овој циклус на биткоин. Следна тема која што мораме да обработиме, нормално, поврзана со досегашните, е зошто се толку битни изборите во Мурик. Мене искам да ви кажам правилно на крајот од денот, битно ми е кој ќе победи заради тоа што двајцата имаат различен
тип на политика и различни гледишта, нормално и ќе постапат различно во однос на геополитика, макроекономија, нормално и криптовалути. Но, на секој инвеститор во криптопазарот мора да му биде битно кој ќе победи, посебно затоа што Трамп има крајно јасна и позитивна криптополитика, додека Камилова нема ништо кажано до сега, освен тоа дека прима криптодонации. Значи примаме криптодонации, ама друго искрено нема да кажам ништо, здрави кој ќе ми изберете, ќе видиме. Така, не функционира така. А посебно во Мурика. Зошто го велам тоа? Значи знаете, сами оваа страна која што следиме AAA, која што јасно покажува која е моменталната состојба со сопственици на криптовалути. Моментално имаме 6,8% од вкупната популација во светот или негде околу 560 милиони во целиот свет. Со тоа што 10% од овие, верувале или не, се од Мурика. Иако Мурика има само 15,5% од вкупното население кои што поседуваат криптовалути, за разлика од Обединетите арапски емирати кои што имаат 25,3%, но овие 15% нормално 500 милиони ја ставаат Америка со 52,8 милиони луѓе кои што поседуваат крипто. 52,8 милиони. Така, што значи дека во оваа ситуација ние доаѓаме буквално до 10% од вкупната бројка на луѓе кои што поседуваат криптовалути се од Америка. Се разбираме? Така да крајно е битно. И овде ќе имате вие ситуација во која што 50 милиони луѓе кои што гласаат, зашто вие не може да поседувате криптовалути ако не гласате, така? Че мора да бидете доволно возрастни за да гласате, за да ви биде дозволено да направите профил на Binance, профил на Coinbase, така? Нема да ви дозволат да направите на Binance на 12 години профил. Поентата која е? Овие 50 милиони, кои што се 10% од вкупната популација во светот која што поседува криптовалути, во исто време се и 10% од вкупната популација на Америка, што значи дека они мораат да обрнат внимание. Сега се 10, на наредните избори ќе бидат 25 и повеќе. Што значи дека е крајно битно да обрнат внимание на овие гласачи, затоа што ако не обрнат внимание, не дадат свое мислење, очекување, најава, што ќе прават околу оваа конкретно, да речем, овој дел од економијата или овој дел од инвеститорите, криптоинвеститорите, значи верувајте ми ќе изгубат. Пак ќе ви кажам, на популација од 500 милиони, 50 милиони поседуваат криптовалути, а да речем 300 милиони гласаат. Значи дека вие имате една шестина од овие луѓе кои што поседуваат криптовалути нема да гласаат за вас ако имате негативна криптореторика или негативни планови за крипто. Се разбираме? Значи вие автоматски губите енормна количина на гласови. Затоа Трамп се обидува да добие на тоа. Се разбираме? Мене не ме интересира кој ќе победи. Мене ме интересира што он ќе направи. Се разбираме? И сега наеднаш Standard Chartered, една од најголемите банки во Англија, вели, очекува 125.000 вреден биткоин доколку Трамп победи на изборите. Се разбираме? Значи, гледате, дури во оваа ситуација големи инвеститори, зборуваме за банка, која што не би требало да се занимава со биткоин, нели тоа е нелегално, наеднаш дава, да речем, очекувања што би се случило потенцијално со цената на биткоин доколку би победил Трамп. Нормално е, логика е, така, психологија е во прашање повторно. Значи, победа на Трамп знаеме точно што ќе донесе. Легализација на криптомайнинг на највисоко ниво, привлекување на нови инвестиции, како од майнинг, така и од останатите криптовалути, што значи дека автоматски они ќе се обидат да го направат, нели, да направат Мурика да биде криптохаб, така. Што значи дека автоматски луѓето ќе инвестираат затоа што очекуваат позитивен исход од ова претседателство на Трамп. Не го прават они тоа затоа што сакаат Трамп, го прават затоа што она што Трамп го ветил ќе мора да го направи, затоа што Трамп зема 1 тон пари од крипто лобито. Супер пакот за кој што разговаравме, кој што може многу едноставно да го најдете во нашата плейлиста за едукација на техничка и фундаментална анализа, значи каде што лобито за крипто е енормно, огромно. Значи сега моментално е второ или трето по големина. Со тоа што нормално секогаш првото ќе биде исраелското, да не заборавиме, дури исраелците си имаат и хендлер за секој конгресмен и сенатор, верувале или не, како кутриње ги држат. Значи едно вукатско земјиче поради пари ја држи најголемата моќ финансиска во светот, само за тоа што како кутриње ги држат сенаторите и конгресмените во Мурика. Кога ќе дојде ушко да кажува како убива деца, они аплодираат 45 пати со, нели, standing ovation, да не заборавиме. Нема врска. Крајната цел, уште еднаш ќе напоменам, она што нас ни е најбитно е,
кој ќе биде избран заради политиката која што ќе ја примени и како тоа ќе се одрази на криптосферата. Не ради политика, дури нема ни да навлегуваме во геополитика, но мораме, затоа што двајцата имаат крајно поинакви гледишта во однос на војната со Украина, додека за жал имаат исти гледишта кога станува збор за Израел. Но пак и геополитиката знаеме дека е крајно поврзана со криптосферата. Доволно разбирате што сакам да кажам, верувам, значи многу мораме да обрнеме внимание на ова затоа што и самите они се свесни. Без криптоинвеститорите да гласаат за вас, вие нема да бидете следен претседателот на Америка. А ние уште пред една година кажавме, ако се сеќавате на нашиот канал, следниот претседател на Америка не може да биде против крипто. Невозможно е. И еве го тоа се случува. Ние го зборуваме година дена наназад. Ние не почнеме сега да го зборуваме затоа што некој го кажал на вести. Ние го зборуваме затоа што анализираме долго на овие пазари и сме свесни каде се тоа води. Тоа е начинот на кој што ќе бидете предостанатите. Со ваков тип на анализа каде што сте свесни да стварите кои што се случуваат пред истите да се случат. Следна битна работа која што мора да споделиме е од Мала Британија, која што моментално донесе закон со кој што се прогласуваат сите криптовалути, вклучувајќи и NFTs, како лична собственост. Што значи дека очигледно оваа држава разбира кој е потенцијалот и разбира што се тоа ќе биде и каде се тоа води. Значи пак да ве потсетам, пред еден бул маркет ние не можеме ни да разговараме за некакви си права за крипто. Сега на највисоки институции во најголемите и да речем, ајде, битните економии во светот, значи се донесуваат закони за заштита на оваа собственост. Ова не е случајно. Сите оние кои што ги гледаат овие работи кои што биле во тек со сето ова во претходните два циклуси, знаат каде се тоа се движи. Ова не е случајно. Значи вие добивате специјална заштита во Англија за оние кои што поседуваат ваков тип на сега веќе лична собственост, се разбираме. Така да ова е крајно позитивно, че имаат регулиран статус. Майкл Сейлор моментално само што купи уште 1,11 милиарди вреден биткоин, нормално се однесува на долари, додека тоа е 18.300 биткоини или вкупно моментално Майкл Сейлор поседува 244,8, односно 244.800 биткоини. Чисто за споредба, значи моментално да видиме колку поседува BlackRock, за да видите значи колку е ова големо, само мислам дека беше на overview. Само момент, сега ќе видиме веднаш. Значи, MicroStrategy еве го овде и iBit е со 357. MicroStrategy ефективно поседува повеќе биткоин од Grayscale. Значи, на второ место во светот. Секоја чест, браво. Значи, дечкото ова го направи рок звезда. Значи, овој човек ќе биде запишан како рок звезда Rolling Stones на Wall Street. Секоја чест, значи, браво да имаш муда такво нешто да направиш, моментално секоја чест неговата компанија е во енормен профит, а допрва ќе биде во следниот bull market, значи секоја чест. Сега, интересна вест од Coinbase, моментално имаме CB, односно Coinbase BTC или CBBTC, кој што представува Wrapped BTC. Што тоа представува? Значи тоа е практично така речено замотана верзија на биткоин, каде што вие кога потенцијално би пратиле биткоин на сега нели ова е направено за одредени земји, не е за сите, гледајте, значи Обединетото кралство, Австралија, Сингапур и сите држави во Мурика, освен Њу Јорк, кој што има своји закони без веза, како и да е, значи секој од овие државјани кој што ќе прати биткоин на Ethereum или на Base блокчейнот, ќе добие CBBTC. Практично веднаш ќе биде wrapped, се разбираме, значи ќе биде направен во оваа замотана верзија. Каде што вие ваквиот биткоин ќе може да го користите на било каков тип на Ethereum платформи. Се разбираме, сега овдека нормално станува збор за DeFi секторот, како што се овдека јасно се спомињаат кои, а тоа се Compound Finance, Aave, Morpho, Spark, Moonwell и така натаму. Што значи дека ефективно немате потреба вие да правите wrapped на биткоин преку бриџови и така натаму, туку буквално само го праќате вашиот биткоин на Ethereum или Base адреса на Coinbase и автоматски добивате CBBTC. Така да може директно да го користите на Ethereum блокчейнот. Доста интересно, направено лесно затоа што не секој може да направи wrap, значи некогаш потребно и се барем некои основни признања за да може тоа да го направите, а вака многу лесно можете да, така речено, нели, го користите биткоин на Ethereum мрежата и дополнително да не забораваме дека во нормална ситуација ако правите биткоин на Ethereum мрежа, тоа е тоа. Значи вие тој биткоин веќе нема да го добиете, но во оваа ситуација е нели позитивно направено за да полесно да се направи wrap. Сега,
CleanSpark е еден од најголемите мајнери, зборувам мајнинг компании на биткоин, кој што во Тенеси закупил 7 нови мајнинг локации. Значи ова се енормно големи джинови кои што вршат мајнинг. Сега ова е многу битно затоа што ако се сеќавате на почетокот на овој bull market кажаа дека после следниот халвинг, поради тоа што цената на биткоин ќе падне, многу од мајнерите ќе се откажат, хешрейт ќе падне, тоа може да доведе до многу големо слабење на цената на биткоин. Дали е тоа вистина? Не, зошто? Како што и јас тврдев, значи дури и тоа да се случи, самиот хешрейт е направен така да алгоритамот кога имаме помалку мајнери ја олесни оваа така речена алгоритмичка равенка која што треба да биде решена, со тоа што и овие помалку мајнери ќе можат да одржуваат целосно самата мрежа сигурна, само што во оваа ситуација нормално многу полесно ќе ја добиваат онаа награда во биткоин. Во спротивно, реков дека голема е веројатноста дека ако оние мали мајнери се откажат, големите ќе ги купат и тоа моментално го гледаме. Централизирање од типот на пропаѓање на малите и растење на големите не е добро, но во секој случај не добивме пад на хешрейт како што тоа беше најавено. Еве ви прост пример, на 11 септември имаме нов all-time high на тешкотијата на алгоритамот, односно еве го овдека на чарт, може да видите и сами. Значи како што гледаме е буквално all-time high после all-time high после all-time high. Зошто? Затоа што се повеќе и повеќе мајнери доаѓаат онлайн, а не обратно, како што они тврдеа. Така, значи буквално имаме обратна ситуација каде што се повеќе и повеќе е популарно копањето биткоин, а не е обратно. Се разбираме, погледнете. Значи буквално е all-time high после all-time high. Така да ова е позитивно затоа што падот на хешрейт, ако се сеќавате, беше една од причините поради која што добивме и така речено пад на цената во 2021 година. Значи тоа е овде каде што значи направи бан на криптомајнинг Кина. И што се случи после тоа? Мајнерите се префрлија, си продолжија со работа, никому ништо, ова е само блип. И тогаш го кажавме, тоа е буквално само еден блип на чартот кој што никој нема ни да го памти ако не знаете зошто е таму. SEC одеднаш го смени своето мислење, сега не биле сите криптовалути хартија од вредност, како што тврдеше жабокот, Гери Гангстер, сега наједнаш праќа буквално во еден од документите против Binance, во случајот против Binance, каде што тврди дека се извинува што кажала дека сите криптовалути се хартија од вредност, нормално пошто не се. Еви прост пример, сега веќе со судска пресуда XRP не е хартија од вредност. И многу останати, така. И сега што е овдека битно? Битно е дека наеднаш гледаме промена во ставовите на SEC. Да не е случајно затоа што доаѓа друга администрација која што ќе го отпушта Гери Гангстер на првиот ден. Да не е заради тоа. Дури Камала Харис дојде до мене гласини дека наводно дел од инвеститорите кои што плаќаат за кампањата на Камала Харис ја така речено барале од неа Гери Гангстер да биде отпуштен. Ова не е случајно. Ова е со причина направено. Но останува да видиме со време дали тоа ќе биде така или не, но ова ни покажува дека едно време SEC почнува да ја преиспитува својата стратегија против крипто светот, затоа што до сега беше Choke Point 2.0. Сега наеднаш па добро не се сите криптовалути хартија од вредност. Од каде променава? Зошто сега? Зошто на 2 месеци пред избори сега промена? Да не се спрема некој да биде отпуштен случајно или потенцијално да зачува својата работа. Како и да е. Значи ова е нешто за кое што би сакал да размислите, но со време ќе видиме каков ќе биде ефектот од сето ова. Сега за сега нормално, значи ова додека ефективно не се промени и не добиеме легислатива во Америка и понатаму останува да биде само обичен муабет, ништо повеќе. А сега една, како да сме знаеле вест, како некој веќе да ни го кажал ова. Ако се сеќавате, пред некое време имаше едно интересно видео кој што го сподели СОАС од Македонија, ќе го споделам сега повторно, за некаква си свиња која што моментално кажува како за користење кеш ќе треба да се платат дополнителни пари. Значи, ако се сеќавате, јас тогаш ви кажав дека ова не е случајно и ова е координирано низ целиот свет и ви кажав дека за неколку години од сега на нашите деца ќе им кажуваме дека сине, ние на времето плаќавме со една тоалетна хартија во боја и ќе имаме дома такви банкноти да им покажеме како тоа изгледало и нашите деца очигледно ќе ни се смеат затоа што е ретардирано тоа дека ние плаќаме со буквално тоалетна хартија во боја, но значи моментално е во тек. Ви кажав дека поголемиот дел од европските земји се дебело на патот на целосно отстранување на кеш од секојдневната економија и еве ви прост пример. Значи Турција моментално ставила лимит дека ништо не може да биде платено повеќе од $200 во кеш.
Што значи според нивните правила моментално 7000 турски лири или повеќе од $205 не можете да платите во кеш, односно ако сакате, тогаш ќе морате да платите 10% данок дополнително, затоа што користите кеш за плаќање повеќе од $205, односно 7000 турски лири. Ова, драги мои, е ова. Поведеме давачка од 0,5% при подигање на готовина од банка. Значи, ако плаќате во трансакцијска смисла со парични, картички, банкарски и така натаму, да немате данок, но ако сакате со парите во джеб да заминете од банките, прво да платите 0,5, не банкарска провизија, за државата е тоа. 0,5, па понатаму да ги демотивираме во Значи лиги му течат, гледај го, он готово веќе се лигави, па 0,5% сите трансакции, така ли прасе? Дењата на парите од финансискиот систем, односно да стануваат неноминирани, понатаму да не знаеме за кои цели се даваат, дали за корупција и така натаму. Значи секој што вади кеш автоматски ги спрема тие пари за корупција. Значи вие кога одите на пазар, вие уствари сигурно го подмитувате пере од Сарамзалино, од каде што купувате кромит, така, значи со кеш, затоа што пере од Сарамзалино не може да има POS терминал, не може да има терминал за кредитни картички. Ама прасело вика 0,5% вака тука, значи само вие вадите кеш. Зошто е се тоа? За да ве демотивираат, како што си кажа и самото прасе. Значи Апла си кажа, барем да се потрудеше да го замотка малку ова. Ама толку ни се писмени нас моментално интелектуалците кои што ни ја водат земјата, каде што јасно ви кажува, нема батки кеш. Може ќе правите нешто корумпирано, ја кажав. Пере од Сарамзалино, тоше од Цирипичино, може да купите од каде, тоа е само корупција, да биеме јасни. Како и да е, значи нема да навлегуваме во тој дел, идејата која е? Нема кеш. Значи банкоматите исчезнуваат. Не знам дали се случува тоа во Македонија, во Малта има 3 банкомати во најмондијалното место овдека во Слема. 3 банкомати има, толку. Значи тоа ви кажува нешто. Идејата е да нема кеш, се да биде дигитално. Спремаат CBDC сите. Само никој тоа не ви го кажува. Како ви велат? Не, на кеш 10% данок или еве како прасело вика 0,5% ќе си платиш тука, ја треба ли кафана да. Како ќе му кафана ако не со ваши пари, така? Значи уште еднаш ќе напоменам. Еве ви го, што ви го кажував, моментално се случува низ целиот свет. Допрва ќе гледате вакви епизоди. Каде што крајната цел е да ве обесхрабрат да користите кеш, затоа што кешот не можат да го контролираат. Што значи дека не можат да ве контролираат вас. Запамтете го ова сега, сме го кажале 10.000 пати на овој канал, погледнете ги видеата за CBDC, Central Bank Digital Currency, односно валути кои што се директно контролирани од Централната банка на една земја. Кога тоа ќе го воведат, тогаш пробајте, како што јас постирам против владата, против опозицијата, против пробајте да постирате тогаш и кога ќе ви го блокираат новчаничето и кога ќе се чудите зошто не можам да си купам леп, тогаш ќе ви стане јасно ова што сега го зборувам, дека треба да превземеме нешто додека не е прекасно. И на крај, како и секогаш, значи, како што видовте и сами, значи нашата работа продолжува јако, како фиќо на автопат, како што го објавивме вчера видеото. Значи се што барам од вас е само поддршка. Гледате дека работам напорно за македонците ширум светот, значи ова што го правам е со цел да описмениме што повеќе македонци, како за крипто, така за макроекономија и геополитика, пред овој следен бул маркет, кој што потенцијално ќе биде најголемиот бул маркет до сега. Значи единствено што барам од вас е да ми помогнете да ја расшириме оваа едукација на што повеќе македонци. На што повеќе македонци. Овој канал е за македонци. Јас не собирам следачи, јас собирам македонци. Значи ова го правам за македонци, никој друг не ме интересира. 10.000 пати сум го повторил. Никој друг не ме интересира, нема тука што да се дискутира. Значи имате ваши таму канали, Србија, Бугарија, Грција, Косово, слободно гледајте си ваши канали, никој не е потребен, ниту пак ќе ви дозволам коментари, ниту пак ќе ви дозволам некаква дискусија, значи не ме интересира, нема што да разговараме. Македонец за македонец, ова е направено за македонци, работам секој ден за македонци и за никој друг. И муабети од типот, ама не си управо, не ме интересираат. Значи јас одлучувам моја работа, мој труд, ја одлучувам кој ќе го гледа, сите оние кои што се поинаку ќе бидат нормално според мене блокирани, банирани, она што ќе успеам да го докачам нормално. Значи дали ви се допаѓа или не ме интересира. Гледам дека се повеќе и повеќе нашиот народ страдал од сите наши соседи, денеска гледаме и понатаму продолжува поддршката од нашите соседи, посебно оние кои што ни се во средината на државата. Значи да не забораваме како од Албанинистан,
така и од Татарстан, и да не забораваме другите исто така се крајно позитивно насочени кон македонците, така да уште од почетокот па и понатаму продолжува ово да биде за македонци и дали ви се допаѓа, не ме интересира, ако не ви се допаѓа, пожалете се на Кале. И за крај, како и секогаш, значи оние кои се нови, погледнете го ова видео, овде као објаснуваме се што имаме на каналот и нормално каде може да ги најдете содржините кои што ви се потребни, затоа што имаме повеќе од 1100 видеа и нормално полесно ќе може да се снајдете на самиот канал, додека секој од нашите видеа во дескрипција има доста битни информации. Прво има содржината на видеото, така да знаете во кој дел од видеото за што зборуваме, да не мора да го гледате цело. Нормално ги има нашите социјални мрежи и резервни канали, кои што би ви препорачал да ги следите, посебно Рутуб, кој што моментално го користиме за одново да апладираме целата значи плейлиста за фундаментална и техничка анализа, така да проследите ги овие видеа во утринските часови ако сте нови, со цел да можете од почеток да следите едукационата програма. И за крај нормално овие блокчейн адреси кои што се ставени овдека на ваше барање. Значи идејата е доколку ви се допаѓа оно што го работиме, повторно јас не земам ниту денар за мојата работа од македонците, но доколку сакате да не честите едно кафе, тоа може да го направите на овие блокчейн адреси, или пак оваа апликација која што исто имаме во содржината, тоа е Купи ми кафе, Buy me a coffee апликацијата, каде што сите овие досегашни донации, знаете и сами, во 2 наврати ги поклонивме на една црковна организација од Велес во прехранбени продукти. Понатаму ќе продолжиме за македонците кои што им е најпотребно да го правиме истото на други начини кога нешто ќе биде собрано. Сега за жал скоро и да нема ништо, но како и да е, нели, од нас за нас, ако сакате да наградите мојата работа која што мене воопште не ми е потребно да ја наградувате, тоа направете го со некоја ситна донација овдека која што ние ќе ја дадеме на оние во Македонија кои што им е најпотребно. Уште еднаш за крај, значи ово што го работам од срце. Го работам за македонците, како што ќе кажав и за никој друг, и нема поголема чест од тоа да можеш да работиш директно за македонскиот народ, значи без посредници, без тоа да го користи некој измеќар или некаков си пропагандист, значи работиш директно за македонскиот народ и за негова едукација. Така да помогнете ми, за да помогнеме на што повеќе македонци. Благодарам, се гледаме во следното видео, а тоа е утре со вести од БРИКС и поздрав од Крипто Гемиџи.